Од работни обврски да се ослободат бремените жени и лицата постари од 60 години, да се обезбеди работа од далечина, флексибилно или двократно работно време. Владата усвои дополнителни препораки до работодавачите, кои ќе важат во периодот од 20 до 26 јули 2025 година. Според најновата прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, во периодот од 20 до 26 јули се очекува пораст на дневните температури со можност за достигнување до 41 степен во одделни региони. Имајќи го предвид кумулативниот ефект на продолжената изложеност на високи температури врз здравјето на ранливи категории на население, владата усвои дополнителни препораки за работодавачите кои ќе важат во периодот од 23 до 26 јули. Дополнително, Центарот за јавно здравје Штип подсетува на веќе важечките мерки од акцијскиот план, одложување на работниот процес во периодот од 11 до 17 часот за работници изложени на директна топлина, обврска за обезбедување микроклиматски услови на работа, простории со температура до 25 степени, освен каде што природата на работата не дозволува поинаку. Континуирано информирање на јавноста преку институциите, активирање на интерни протоколи за работа во вонредни услови во сите здравствени установи, домови за стари лица и образовни институции. Истовремено се препорачуваат и мерки за самозаштита, како пристојување во разладени простори, особено во периодот од 11 до 17 часот, внесување доволно течности, избегнувајќи алкохол и засладени пијалоци, носење лесна и светла облека, користење заштита за глава и очи, избегнување физичка активност во најтоплите часови. Особено се препорачува да се посвете внимание на деца, стари лица, хронично болни и бремени жени. Тие се особено ранливи. При симптоми како вртоглавица, главоболка, гадење или забрзан пулс, се препорачува да се побара медицинска помош.